Почитувани председател, почитувани пратеници, се надевам дека ќе ги искористам своите 5 минути, имајќи го предвид дека сум и последен денеска и во оваа надзорна расправа, и ќе се обидам да се држам стриктно до темата која што овдека во поканата, а тоа е анализа за почитување на уставното загарантирано право на презумпција на невиност и злоупотреба на притворот, со оглед дека овие другиве две прашања заслужуваат малце поголемо образлагање, така да не верувам дека за овие 5 минути ќе имам време и да стигнам до таму. Најнапред би сакал да ви кажам и да ја исклучам и изнесам мојата заложба како адвокат овдека. Имам и обврска да во однос на моите колеги кои што, знаејќи дека доаѓам, ме замолија да пренесам и нивни впечатоци, што значи ви ги пренесувам впечатоците од адвокатската фела, која што печатоци кои што ги носиме од самата судница, значи од лице место, од терен на еден збор. Основното начело на презумпцијата на невиност е вградено благодарејќи на начелата као начело и правно и основно начело и во двата закона за кривична постапка, и во стариот кој што беше и се уште е во примена, и во новиот кој почнавме да го применуваме од 1 декември оваа година. Значи членовите 2. Не случајно ова го кажувам затоа што значи котирањето на самите овие начела се високо на почеток. Читајќи го законот, прво требате тие 2 члена да ги прочитате, за да на сите им стане јасно што значи да едно лице или ни едно лице не смеете да обвините за нешто и да кажете дека е виновно, дури тоа не се утврди со правосилна судска одлука. Како е во пракса? Во пракса е сосема другачи. Еве рецимо, дали сметате дека ова е презумпција на невиност? Еве ќе го свртам да го погледат и други. После ова што е искочено во медиуми, на почеток на една судска постапка. Дали е потребно да некој докажува кој е виновен, дали е виновен или зошто е виновен? Овде имате, гледате хапсење на едно лице, да не влегуваме сега у детали, ова е од 2007 година, као што гледате по датумите, каде што е значи на званични медиуми искочено, од страна на специјалните единици. Специјалните единици ги гледам по амблемите, тоа се единиците тигри. Господинот Павле Трајанов сигурно подобро знае што значат тие единици, колку се скапи, каква задача имаат, а од друга страна имаме лице кое што се приведува за злоупотреба на службена положба. Значи не за некое кривично дело од областа на крвни деликти, не за некое дело кое што е као што се сега именувани звучни имиња, туку едноставно за едно дело кое што злоупотреба на службена положба можете и вие да сторите, и ја, и било кој. Дали е потребно овакво едно приведување и носење на овакво лице пред истражен судија? Значи, зборам за посебните единици кои се обучени да убиваат. Значи, тоа се единици кои што се наменети за такви действија. Тие се спремни на примена на сила, на спротивставање на сила и за тоа се користат. Таква една состојба подоцна нормално во тунелот и лавиринтот на презумпцијата на невиност ја прати. Ова е првата слика која што истражниот судија ја добива кога предметот ќе стигне кај него. Прашањето дали ќе определи притвор, дали не, тоа е веќе негово прашање, меѓутоа што со тоа? Сметам дека исто така и ова навика ја загрозува презумпцијата на невиност да през конференцијата за еден кривично правен предмет кој што е во исклучива надлежност на јавниот обвинител да го процесуира. Значи, не ја спорам обврската и правото на полиција да врши своја работа, да приведува, да обезбедува докази, туку го спорам настапот после тоа. Значи, тие не се тие кои што треба да држат пред конференции и во јавноста да ни објаснуваат дека одни обезбедиле непобитни докази. Тоа се јавниот обвинител и судот во конечна линија. Сето тоа во смисла на самото
на самата презумпција на невиност ја осликува целата таа слика и веќе можеме да констатираме дека со таквиот начин и почеток презумпцијата на невиност ја губи својата сврха и едноставно не постои. И ако ми дозволите само минута, нема повеќе да ви одземам, злоупотреба на мерката притвор. Да, анализата е точна, истата се злоупотребува, се паушално се определува и уважениот премиер пре некој ден рече дека само 1% е определен. 1% не е прихватен. Помалце од 1% предлозите на јавното обвинителство не се прифатени. Ја сум убеден дека погрешни податоци му се дадени и затоа човекот така е истапил. Значи све што е доведено во суд, особено од областа на организираниот криминал, заврши во притвор. Дали се тоа сега ослободителни пресуди, дали се укинути пресуди, воопшто не е битно. И во моментов седат луѓе кои што са 30 дена работа во една фирма, одговарат и седат повеќе од година дена во притвор. Тоа секако е злоупотреба, а можеме да дискутираме на друго место на кој начин се прави, како се прави и зошто се прави, од навистина е темата исклучително обемна.